Никако да запре цунамито во маркетите. Цените на одредени артикли и понатаму растат. За да преживеат, граѓаните го купуваат само најосновното. Најефтиниот кашкавал чини минимум 400 денари, а за килограм најефтино свежо месо, граѓаните од својот семеен буџет треба да издвојат околу 350 денари за килограм. Ова се должи на фактот што од земјоделска станавме увозно зависна држава. Нашата држава е увозно зависна. Ние не можеме да произведеме се оно што е потребно за нашиот пазар, за да се задоволат потребите на потрошувачите. Во делот, веројатно, мислите на земјоделските производи, точно е дека има увоз и извоз, меѓутоа увозот е неминовен. Пред се од аспект на асортиманот на производите што се потребни за населението, бидејќи ние не произведуваме се. Мерките што во минатото се преземаа за да се ублажи инфлацискиот шок не дадоа позначаен ефект. Наместо замрзнување на маржите, државата треба да размислува во насока за изготвување на стратегија, со која ќе се зголеми понудата посебно на прехранбените производи, смета Ивановски. Само зголемена понуда може да ги стабилизира цените пред се нови производи кои што се битни за населението, прехранбени производи или стоки за широка потрошувачка и така натаму. Инаку мерките во одреден период дадоа рок, но индиректно после нивното укинување веќе дојде до зголемување на цените. Неколку години наназад граѓаните се борат со двоцифрена инфлација, која беше значително повисока од европскиот просек. Инаку последните пресметки покажуваат дека за едно 4-члено семејство да може скромно да го преживее месецот од 1 до 1, потребни му се над 1000 евра, што е како речиси 3 минимални плати.